Продолжуваме со емисијата, почнуваме со дебатниот дел. Тука во студиото го имаме господинот Димче Петровски, поранешен генерал на АРМА. Господине Петровски, во најновиот развој на настаните кои се поврзани со руско-украинската криза, рускиот председател Путин вчера реши да ги признае само прогласените региони во источна Украина, Донецк и Луганск, и сега Русија веќе планира да воспостави дипломатски односи. Но оно што е уште поважно, Русија веднаш реши дека ќе испрати и воени трупи во тие региони, за како што вели официјална Москва да се осигура мирот, и тоа значи дека и овие региони покрај веќе Крим ми се чини дефинитивно отцепени од Украина. Како вас ви се чини на тоа? Овој потек е очекуван, имајќи предвид наназад повеќе години што се случуваше и поранешните конфликти и така. И сега оваа криза што е веќе да достигне одреден степен, што може да прерасне и до некој воен конфликт. И очекувано беше да се случи тоа што ќе се случи. Меѓутоа, сега е едностранното признавање една работа. Русија си донела одлука за да ги признае овие две, како ги нарекува сега, независни републики. Меѓутоа, за да бидат некои официјално примени во двете нации, постапката е сосема друга и како тој процес понатаму ќе оди, тоа е сосема нешто друго. Да, го имаме ваков сличен пример и со Абхазија и Северна Осетија, ми се чини, во Грузија, кои исто така се признаени само од Русија. Така е, тоа и исто така имаше и таму одреден воен конфликт, каде на северот од Грузија, там на границата со Русија, каде што имаше тој воен конфликт, после кој Русија призна Абхазија како посебна република. Тоа е така. Меѓутоа, ние сите знаеме, нели, за да биде одредена територија или како држава признаена во светски рамки, тоа е процес кој оди во Обединетите нации, кога многу држави ќе ја признаат. Тоа не мора значи дека сите држави што постојат во светот ќе признаат некоја територија, меѓутоа како држава, меѓутоа доколку тоа се случи во Обединетите нации, тоа и официјално станува така. Генерале, со интензивирањето на овој замрзнат конфликт кој во Украина трае со години, ми се чини од 2014 почна целиот конфликт, но сега се реактуализира во последните месеци со трупањето на руски трупи на границата на Украина, и цело време тука се поставуваше прашање што сака да постигне рускиот председател Путин. Западните земји го обвинуваат дека сака да направи инвазија врз Украина. Москва цело време негираше дека има таква намера, но еве сега со признавањето на овие региони и со формалното влегување на руските трупи во Украина, на некој начин се гледаат насоките на тој план на Русија, што би биле целите нивни. Дали мислите дека ова се нивните крајни цели? Значи, дека они ќе го завршат признавањето на овие региони, тамо ќе стационираат руски трупи и веќе тој дел од Украина ќе биде, исто како и Крим, како што споменав, веќе ќе биде дел од Русија, и дека така Русија ќе ги постигне своите зацртани цели. Дали мислите дека тие се крајните цели? Бите да ви кажам, ако дојде некој пат до одреден воен конфликт, според мене, јас секој пат тоа така го дефинирам, го оценам како еден неуспех на политиката. И јас секогаш велам во моите излагања дека подобро е 100 години да се преговара доколку има одредени наталожени проблеми, отколку да се постигне во преговарањето неуспех и после да се преиде во војната. И војната ништо не решава. Војната можеби е слабост на политички, дипломатски мерки и така натаму. И доколку се тоа дозволи, може да настане само уништување. Војната носи само уништување, што можете да уништите за еден месец или за еден ден, за една година, 100 година можете тоа да го вратите назад. Да, тоа ми се чини, колку што се сеќавам, беше Клаузевиц, нели? Војната е продолжение на политиката со други цели. Значи, војната е продолжение политиката со други цели и затоа треба политиката да успее за да не се продолжи со воени цели. Таа не решава ништо. Знаете, дури некого и во војна да победи, на крајот па се седнува, па се разговара и не мора да значи дека некој ако победил со воени средства и дека ги остварил целите. Повторно мора да седне па да разговарате и така.
Затоа и сега остварување на целите е еден поширок стратешки поим кога зборуваме, да. Не е само војната победа. Секоја држава си има одредени цели, одредени интереси, има тие се витални, важни, главни и така натаму. И секоја си ги поставува тие цели. Меѓутоа едно е што вие цел ќе поставите. Друго е прашањето дали со остварувањето на тие ваши цели загрозувате нечии други цели. Затоа иднината на решавањето на сите конфликти во светот е во компромисите. А компромисот не значи ништо, него тоа е само еден процес, една постапка на усогласување на различни ставови по одредени прашања со цел да се дојде до заедничко решение и да после завршетокот на процесот на компромисот да нема нити поразени, нити победени. Доколку се оди така, тогаш нема да доаѓа до големи конфликти, војни и така натаму. Меѓутоа, знаете, кога правите компромиси, ама само останувате цврсти на позициите, само вие да ги стварите вашите цели, тогаш неминовно тој процес нема да заврши добро и се оди кон одредени војни дејства, мислејќи дека на тој начин нешто ќе се реши. Да, ќе продолжиме со тоа, со очување на интересите, бидејќи тука се содруваат во Украина интересите на истокот и на западот, всушност не само на Русија и Украина. Сагам уште малку во однос на стратешките цели на Русија, како што кажав, западот ги обвинува дека сакаат да направат инвазија на цела Украина, Москва негира. Според некои анализи што ги читав, што ги прават и проминентни војни аналитичари, тие велат дека таква една инвазија на цела Украина и потоа окупација на целата украинска територија не би бил добар потек на Русија, дека би бил преголем залак и за Москва, особено доколку во Украина се развие некаков герилски масовен народен отпор против таа војска, дека после тоа ќе биде една долга и мачна окупација. Мислите ли вие дека и плюс Русија би се соочила со еден негативен пиар аспект во светот, дека врши окупација на цела територија? Мислите ли навистина дека Русија ќе се реши на таков чекор или веќе на некој начин ги зацртала границите на руското влијание и дека Путин ќе застане тука? Видите, големите сили, големите, како ги нарекуваме, светски играчи во глобалната политика и така, ти прават стратегии не за 5, 10 или 15 години, за наредните 100 години. И тие си имаат зацртано стратегиски такви цели на долг период и така натаму. И тие не се остваруваат наеднаш, него постепено. Сега, за да остварите одредени цели, кои сте ги однапред поставиле, како што пред малце реков, вие мора да видите, остварувајќи ги тие цели, да не се судрите со целите на некои други, па да тоа не го направите или па воопшто да, наместо да напредувате, да назадувате. Знаете, ако од тој аспект, ако ние гледаме дали сака Русија сега, не само Украина, него да почне и да, самиот вие го употребите терминот окупација, самиот збор окупација говори дека е тоа кратко трајно нешто, кој ќе вие окупирате одредена територија, зависи дали е тоа окупирано или не е окупирано. Ако народот каде што сте вие, условно кажано, окупирали некоја територија, едноставно му одговара на таквото нешто, тогаш тоа не е окупирано, него самиот тој народ тоа го сака. Меѓутоа, ако не го сака, вие може да окупирате само одреден временски период. Дали тоа ќе биде 1, 2, 5, 10 или 15 години. После 20 години, ако се народот чувствува окупиран на својата територија од некој друг, он повторно ќе сака да си го тоа врати како што треба да биде. Значи, сега прашањето е во терминологијата, дали нешто е окупирано или не е окупирано. Оти причината, основна причина за водење на сите војни е територијата. Значи, нема друго нешто, само територијата. Зошто на државите им е потребна територијата? Затоа што територијата е живот. Таму има ресурси, таму има се и така. Се друго што се кажува како причина само е параван за основното средство. Доминација на одреден терен, на одредено место, за да имате определени ресурси што ги нуди тоа место. Да, според ова што вие го кажувате, на Русија би било многу полесно за остварување на своите цели доколку остане во Донецк и Луганск, бидејќи таму живее руско население, претежно руско население, таму веќе тие региони де јуре не, но де факто се отцепени од Украина. Тие веќе со години тамо Украина нема власт, нема војска, нема полиција. Така да на Русија
најверојатно би било најлесно да остане тука каде што е, да ги зацрта тие граници, бидејќи тоа население ја поддржува руската војска и руската држава и таму нема да се соочи со никаков отпор. Значи, на тој дел, каде што се сега кризните состојби, ситуации и така натаму, не може русите да се соочат со одреден отпор и така натаму, затоа што очигледно дека тие луѓе таму што живеат, те поддржуваат таа руска политика сега едно друго. А нормално украинската да не поддржува и така натаму. Видите, ако земала Русија па да окупира одредена територија каде што не е поддржана од луѓето што живеат таму, тоа би се стварно сметало како окупација. И сега е, да речеме, окупација, значи да вие влезете во одредена територија и да анектирате некој дел, согласно тие меѓународни норми да говори некоја окупација. Меѓутоа, како и што преска реков, мора точно да се утврди во што е сега, каде се овде интересите и во што е работата и зошто тоа воопшто се прави. Знаете, ако вие се чувствувате загрозени од некое ширење, како што официјално руската политика рече, дека она се загрижени се за ширењето на НАТО кон истокот, така натаму, фактички со тоа ако влезе Украина во НАТО, тогаш доаѓа до границата, нели, до Русија и сега русите велат, официјалната руска политика вели дека тоа е загрозувачки за безбедноста на Русија и така натаму. И сега НАТО вели дека тоа не е така, нели, право на секоја држава да влезе во НАТО и така натаму, да се определи. Знаете, кога се распаѓаше Советскиот сојуз и Југославија у тоа време и така, и сите тие држави што произлегоа од тие сојузи, како по некоја инерција сите барање да се приклучат кон НАТО, затоа што НАТО во тој момент беше единствен сојуз во кој тие држави бараа, нели, некое не прибежиште, него се припаат таму заради сопствената безбедност. Нели. Па дури, се извинам, дури самата Русија стана членка на партнерство за мир во тоа време. Така е, да, ема и ден денес има еднаш месечно во НАТО има однос НАТО-Русија, каде што се разгледуваат одредени прашања. И тоа така функционира. Сега се поставува едно основно прашање, што е потребата сега од водење на некоја глобална политика во тој регион, нели, така, за да доаѓа до големи конфликти, нели, каде се тука интересите. А тоа јас велам сега треба многу добро, иако бевме сведоци пред ден-два кога беше тоа, кога изјавија и политичарите од западниот свет и од источниот, нели, кај што рекоа дека ќе дадеме шанси на дипломати и така натаму. Јас тоа го поддржувам. Јас поддржувам изнаоѓање решение на мирен начин, дипломатски, политички и така натаму, и усагласување на интересите. Ако дојде до војна, тоа ше пораз и на дипломатите и на политика. Да, ќе зборуваме за тоа што ќе се случи доколку дојде до војна. Ова што го зборувате ми е многу интересен аспект и тоа е основната дилема во овој конфликт. Значи, ние тука имаме спротиставени два интереса, на истокот и на западот, се чини во основа два легитимни интереса. Едниот е ова што го зборувате, легитимниот страв на Русија од ширењето на НАТО и заканата за сопствена безбедност. Од друга страна, тврдењето на НАТО, на самиот НАТО, дека тие се дефанзивна организација, дека се грижат за безбедноста на своите членки, но и легитимното право на земјите да решат, на суверените земји сега зборувам, каде сакаат да членуваат во кој сојуз. Па сега, ако некоја земја е на граница со Русија, а сака да биде членка на НАТО, се поставува прашање зошто легитимното право на тоа население, на тој народ, е ускратено да биде членка на НАТО. Од друга страна, како што кажав, тука и е стравот на Москва од ширењето на еден политичко воен сојуз на своите граници. Значи, имаме два интереса кои се содруваат тука и ми се чини дека двата интереса се легитимни на свој начин. Јас вака на ова ти почнам со одговор со едно прашање вако. Што би се случило кога сите држави во Европа и во Азија и ајде и пошироко сите нека влезат во НАТО? Ако целта, нели, е да направиме еден сојуз во светот каде што не сакаме
нели конфликти, не сакаме ништо и така натаму. И ајде сите држави ќе влезат во НАТО или не мора да се вика НАТО, нека се вика било како, нели. Па тоа да ги анулираме сите конфликти. Значи, знаете, кога вие правите одреден сојуз и велите ние го правиме овој сојуз, безбедносен, воено-политички, ваков тако, ама немаме никакви претензии кон ништо друго, ние само сакаме, нели, која држава сака да влезе во тој сојуз и нека влезе и ништо ние не сакаме друго, нели. Меѓутоа мора да се знае дека како некој што направил некој сојуз таков и таков, дека одредени држави направиле некој друг сојуз. И сега, кога имате вие два или повеќе сојуза, мора да имате некој конфликт на интереси. Значи, особено на границите каде се особено содруваат на тие граници интереси. каде што се судираат тие интереси, така. И тоа е многу нормално. Затоа велам. Значи, треба светот да се растерети од овие интереси во некој дел каде што се и непринципиелни, нели? Ако имаме принципиелни интереси и така натаму, и ако се решава со договор, нели? Проблемот настанува кога одредени држави ќе се судрат со други држави кои ќе дојдат до заклучок дека интересите на оној другиот се непринципиелни и задираат во интересите на другиот. И тогаш веќе расте конфликт. Ако има определен договор или компромис или било што едно друго каде што нема да бидат загрозени тие интереси, никој нема да има потреба од такви работи. Интересно е, генерале, што се чини дека Балканот е релативно едно мало географско подрачје, но игра некаква улога во сите тие светски конфликти. Знаеме дека Првата светска војна почна од Балканот, имаше значителна улога и во Втората светска војна. Сега, кога зборуваме за конфликтот во Украина и на правото на самоопределување, на оцепување на региони од суверени држави, интересно е што рускиот председател Путин цело време го користи аргументот на Косово. Значи, уште со оцепувањето на Крим од Украина, со влегувањето на Русија во Украина, Путин уште тогаш го кажа примерот на Косово. Сега на средбата со германскиот канцелар Шолц, Путин повторно кажал дека не е преседан Крим или Украина, туку дека Косово е преседан. Од друга страна, германскиот канцелар Шолц вели дека тоа не е иста ситуација, дека Западот на Косово морал да интервенира за да спречи геноцид, дека тука нема геноцид, нема такви елементи, дека некој ги протерува русите од Источна Украина. Значи, се согласувате ли вие со овие компарации кои ги прави Русија и со која ги оправдува своите постапки? Секоја случка е случка сама за себе. Значи, се нешто што се случува, сами карактеристиките што важат за една случка што се случила некој пат, нели? Тоа не мора да важи дека се истите карактеристики на друго место, затоа што констелацијата на односите е сосема различна и така. И се не би требало да се прават такви компарации, нели, со тоа. Како можеше таму, а сега не може ваму и така натаму. Значи, ние бевме сведоци покрај тоа што, нели, Косово призната као држава, нели, од Обединетите нации, и нашата држава призна Косово како држава и така. И тука Русија не дојде да воено интервенира и така натаму. Овде се работи за сосема една друга работа. Овде, како што рековме, веќе се тука судрени интересите, линијата на интереси на истокот и на западот е тука. И поразлична е малце ситуацијата. Затоа не треба од тој аспект да ги гледаме работите, нити па да правиме такви компарации. И јас така сакам да ги гледам работите, затоа што не е исто едно и друго. Не. Начинот на кој тоа сега изведено, нели, и така натаму, тоа е па сосема друга работа. Нели. Имаше еден конфликт, нели, на Косово, после кој конфликт, нели, па се изроди напади на Србија и така натаму, се со цел да се оствари тоа што е запланирано тоа. Сега, дали е тоа исправно, неисправно, тоа се други полемики, други математики и други интереси. И ден денес Србија го нема признаено на Косово и официјална Србија вели дека никој пат нема да го признае. Значи, тоа е нивната таа политика и така они ќе си тераат додека цена дека треба да тераат.
ама тоа не ги спречи Обединетите нации да да го признаат Косово, односно другите држави. Да, самите Обединените нации ги немаат признаено. Косово не е дел од не, ама поголемиот дел од државите. Државите, да. А они побарале Обединетите нации, меѓутоа заради противењето не се признати. Меѓутоа голем број на држави го признали Косово и така натаму. И сега како па таа работа понатаму се развива, тоа е сосема друго прашање, не треба да се споредува со ова што. Да, гледаме дека Соединетите Американски држави во однос на украинскиот конфликт велат дека доколку Русија според нивните анализи направи инвазија на Украина, дека ќе се соочи со тешки последици, но сепак американскиот претседател Бајден вели дека Америка нема да праќа трупи во Украина. Истото го кажа и НАТО, дека НАТО како организација нема да праќа војска во Украина во ниеден случај. Прво, бидејќи Украина не е членка на НАТО, значи НАТО нема ни таква обврска според артиклот 5 да интервенира. И второ, дека таков судир би значил директен судир помеѓу НАТО и Русија или помеѓу Америка и Русија. Но, сепак, Бајден вели дека во случај на руска инвазија на Украина, дека Америка ќе прати војска во сите источноевропски држави, членки на НАТО, како засилување, а истото го и вели и НАТО. Значи, ми се чини дека известно е дека нема да дојде до директен судир помеѓу Русија и НАТО и Русија и Америка, но можно ли е овој конфликт во Украина да стане како овие што ги нарекуваат прокси конфликти, каде што значи они војуваат таму, а Западот и Истокот само дотураат луѓе и оружја преку други канали, не војуваат формално, но војуваат преку други начини. Знаете, во воен конфликт кој губи? Губат сите тие луѓето што се наоѓаат на таа територија каде што се води во конфликт. Тоа е сигурно, да. Значи, тие се најоштетените и така. Едно е да давате оружје некој да војува, друго е вие тоа да го правите, па плюс тоа да биде тоа на ваша територија. Тоа е многу лошо, многу неубаво за тие луѓе што таму живеат. И сега, знаете, вие може да давате подршка колку сакате, нели, давате и така натаму, губитници се тие што таму водат војна. Значи, дури некој пат, знаете, било која држава може да каже сега на Украина ќе ви дадеме оружје, ама нема да дадат, они треба да го продадат. Значи, сега, тие што поддржуваат и продаваат оружје, нели, тие профитираат, а најголеми губитници тие таму каде што се води таа војна, нели. Затоа, видите, сега ние живееме во едно современо време каде што живата сила на некое бојно поле е минимизирана, многу во помал број така натаму. Сега има толку софистицирани средства кои имаат и големи дострели и така натаму, да нема потреба сега вие да судрувате жива сила меѓу себе и тоа треба да се избегава. А од друга страна, имате такви средства кои со неколку, да кажеме, тие ракети, гранати, на друго, може такви уништувања да направат, да не можете вие после со години тоа да го правите. Работата е, пак ќе кажам, да не се оди до тоа. А што се однесува до НАТО, НАТО нема сили, нема единици НАТО. Нема константни... НАТО има команди, постоечки команди. Единиците на НАТО се вооружените сили на земјите членки на НАТО и тоа во оној деклариран обем. Може тој да се зголемува и не е битно колку ќе бидат и така натаму. Меѓутоа, за да НАТО изведе една операција, тоа мора да се види како, што, кој би дал сили, ние сме сведоци на тоа. Одредени држави членки на НАТО велат да, ние ќе помогнеме нешто, ама нема да праќаме воени сили. Значи, за да може НАТО како организација да војува, мора да има консензус на сите членки на НАТО и кои со колку единици ќе учествуваат и како тоа би се изведувало. А тоа не мора тие работи мора да знаеме. Значи, за да НАТО како организација изведе таква операција, мора се донесе таа одлука во НАТО од сите земји членки. Знаете, сега ние што се соочуваме? НАТО излегува со одредени изјави, значи генерален секретар на НАТО и кажува што кажува, кој е ставот на НАТО и така натаму. На друга страна имате и секоја држава, ако се земји членка на НАТО, самите поединечно си кажуваат па сега свој став.
Значи, НАТО како целина, како организација, кажува одреден став, преку генерален секретар, а имате и Америка, и Германија, и Франција, и Шпанија, и така натаму. Они си кажуваат, па, нели, како свој став. Значи, мислам сега и во тие изјави, според моје мислење, нели, ако овде сега НАТО се противи на ваква една работа и така натаму и мисли дека тоа не треба така да биде, тогаш е доволно НАТО да истапува таму затоа што сите држави што поединечно истапуваат се членки на НАТО, нели е таа организација на сите, нели? Дали ме разбирате што? Да. Тука се интересни, еве вие ги спомнавте изјавите на Америка, на Франција, на Германија, на Велика Британија, но за нас се поинтересни изјавите на помалите земји членки на НАТО, кои се помали, но сепак се членки. И како што кажавме, НАТО како организација вели дека нема да војува во Украина секако од причините кои кажавме кои се. Но еве на пример имавме две интересни изјави. Една е на хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, кој рече дека Хрватска нема да праќа војници во Украина во никој случај. Од друга страна, имавме една изјава на македонската министерка за одбрана Петровска, која потоа во земјава беше на некој начин доста карикирана, дека Арама прави анализи, дека армијата прави анализи на состојбата и дека ќе направи тоа што е потребно да се направи доколку НАТО побара. Значи имаме ни две спротиставени изјави на две помали земји членки. Според вас, какви насоки треба да прават помалите земји членки или како што вие велите едноставно не треба ништо да прават, да чекаат што ќе каже НАТО? Значи, условно кажано, помалите нели држави, во кои ние спаѓаме, се членки на НАТО, тие направиле што направиле со своите вооружени сили и со државата воопшто, нели и така натаму, затоа се и членки во НАТО. Сега видите, ставот на одредена држава по однос на одреден проблем и така не може да го кажува било кој. Има луѓе кои се овластени во државата кои треба да се каже став. Тој треба да се изгради и се знае кој треба да го каже. Ние може еве вака сега во дебата да се алудирате на, да речеме, на претседателот како врховен командант или на... Значи тоа може тој што е овластен согласно закон, устав, закон и така натаму да каже ставот на државата кој е. Знаете сега, министер може да каже став во однос на оној ресор што го раководи. Ама видите, Арама не е Арама само членка на НАТО, државата е членка на НАТО. Не може Арама да прави анализи сега како би било, што би било. Додека не добие некој инпут од политиката дека треба да прави нешто или не треба да прави нешто. Затоа секој излегување со одредени ставови предизвикуваат секогаш вакви реакции, нели, меѓу луѓето во одредена држава и треба се биде воздржан во давање на такви ставови и такви изјави. Дали сме ние подготвени, не сме подготвени, на друго, тоа е, не треба воопшто такви коментари да се даваат во јавност, затоа што тоа е само штета, немаш никаква корист. Знаете, не можете вие сте дел од НАТО. Значи, прескако реков дека ако НАТО како целина со консензус донесе некоја одлука да изведува одредена операција, тоа е друго прашање, ама тој консензус треба да се донесе. Видите дека и самите земји членки на НАТО се далеку од некој консензус за учество на НАТО со некои единици, а прво се постави прашањето од кои држави, каквите единици, која ќе биде водечка нација, која има постапка за правење на одредена воена операција, таа трае многу долго. Таму има земји членки кои се директно се противат, како што е Унгарија, например, која отворено вели дека нема да праќа. Дојдете во ситуација за така треба многу претходно. Мора да се тоа осмисли, да се направи тоа и прво да се види дали тоа воопшто треба. Ете, затоа не треба никој пат да се избрзува со одредени изјави или ставови така натаму, затоа што тоа може само да биде контрапродуктивно и штетно во одредена ситуација. Може ли овој конфликт да се, доколку се интензивира, а секако еве, како и што вие велите, тоа е најнепосакувано сценарио, бидејќи луѓето, цивилите, граѓаните на тие региони кои ќе бидат зафатени, ќе бидат најголеми жртви на таа појава, но сепак ние анализираме тука, нели,
ги анализираме состојбите, доколку конфликтот се интензивира, може ли на некој начин да влие и врз Балканот? Бидејќи, знаете, имаше една изјава на американски државен секретар на Мајк Помпео, ми се чини беше на Мајк Помпео, кога рече дека во тоа време, значи Македонија пред да стане членка на НАТО, рече Македонија на линијата на огнот помеѓу истокот и западот, и отприлика еве знаеме како е да се биде на линијата на огнот. Може ли овој конфликт на некој начин да се префрли на Балканот, кој е повторно оптоварен со национализми, со конфликти? Гледаме дека тука цело време тлеат отприлика некои такви исти пораки од минатото. Секако дека може, знаете, ако Бидејќи и тука се содруваат судирите на истокот и западот. не да може да дојде до некој конфликт од пошироки размери и еден конфликт од такви размери на одредена територија, но после зафаќа и други територии, што е многу како доаѓа тоа природно. Одма се јавуваат тука други некои интереси на одредени држави и може тоа не е исклучено. Меѓутоа, ја друго ќе кажам нешто дека па сега ние на Балканот, ако дозволиме сега сите што живееме овде на Балканот да дојде до некои конфликтни ситуации, а да не можеме да го решиме тоа со одредени компромиси, договори дипломатски или на со невооружени некои средства, тогаш сами си заслужуваме некои работи. Мислам, може би ова премногу грубо звучи ова што го кажувам, меѓутоа мора оти доста му е на Балканот више од воени конфликти и доста е почнување од почеток. Тама додека сте стигнале до одредено ниво, сега некои конфликти ќе да вратат повторно назад, после пак тоа треба да сеогоди да го правиш и така натаму. Мислам дека тоа не смее да се дозволи и мислам дека на Балканот политичарите ќе бидат свесни за ова што ја сега го зборувам. Да, сега се најавуваат средби Лавров Блинкен. Прашање е дали ќе дојде до средба помеѓу американскиот претседател Бајден и рускиот претседател Путин, бидејќи Бајден претходно имаше став дека до таа средба може да дојде само доколку Русија не направи инвазија врз Украина. Сега овој потек е прашање како ќе биде окарактеризирано страна на Западот, дали ќе се смета за таа инвазија за која предупредуваа цело време или не, на ваков начин изведено. Мислите ли дека е можно вакви сега да се интензивираат едни вакви средби од висок дипломатски ранг за ситуацијата на некој начин да се смири? Задолжително, тоа е решението. Зашто да не се сретнат? Зашто е проблемот да не се сретнат? Мислам, ако не се сретнат, значи неќе да решат проблем или има некои други проблеми за кои не се нели зборува и така натаму. Па претпоставам дека ставот на Западот би бил дека едноставно доколку Русија вака ги постигне своите цели, едноставно ќе се легитимира сегашната ситуација, ќе остане статус кво и толку. Значи, јас не би сакал сега зборувам за некои задкулисни работи што би било и така натаму, меѓутоа ако има некој проблем, се знае кој треба да го реши. Значи тие луѓе што се овластени да донесуваат одлуки кои од нивните одлуки се решаваат проблемите, нели? И затоа ја не гледам тоа дали, знаете сега одредени луѓе нели слушаме на често за да дојде мора ова, мора тоа, мора не е така според мене така. Едноставно сега има толку развиени медиумски средства и така натаму, они може кога сака не мора да се состанат на едно место па да се одржат кој состанок. Може они секој ден да си разменуваат мислењето така, ево од ова студио, сега седиме и таму со другото и да се гледаме и си разговарам. Не мора вака да разговарам. Да. Значи мора да постои волја за решавање на проблем. И за да ако има волја да се реши проблем, ќе се реши. Ако се прават одредени компромиси, значи приближување на ставовите, ќе се реши. Ако се цврсто закопате на позициите што ги имате, никој пат нема да ги решите. Значи, знаете, сам по себе зборот тој компромис бара приближување. Може ако се укопате тука нема што ќе најдете компромис. Генерале, вие кажавте цело време провејува низ вашата анализа, провејува еден момент кој е во основа антивоен, кажувате колку војната е лоша и што може да донесе, но мислите ли дека луѓето, особено, еве ќе кажемо ние вжештени глави, националистите се свесни, па не само на Балканот, еве секаде, да не генерализираме, секаде нека биде тоа, тоа е еден општ принцип, што значи
војна, особено што значи локална војна. Не зборуваме сега за оние големи светски војни каде што големите сили победуваат, се завршува сето тоа со победник и поразен, туку локалните војни во принцип 99% завршуваат без победник, секогаш што се решава на крај со некакви преговори, со некакви отстапки, но позади нив остануваат тешки разорнувања. Тоа го видовме и во последните војни и во Сирија, и во Јемен, и во Ирак, каде што не зборуваме за разорнување, зборуваме за состојби каде што има градови и места каде што не останува камен на камен, буквално, сравнете се со земја, цели населби. Дали се луѓето свесни за тоа? Се уште живеат во некакви романтичарски сонови дека можат некого да победат, да надвладеат? Дали се свесни дека тоа е во пракса невозможно? Значи, тие што тоа го прават, тие не се свесни дека тоа што го прават, нели, така на сила нешто кога сакате да направите и така натаму, дека тоа нема долго траење и така. Моментално можеби со силата ќе остварите нешто, меѓу долготрајно не и така натаму. Мора да се најде начин начин со кој ќе се спречи силата, да паметта дојде пред силата. А не можете да даете приоритет на силата. Значи, тоа е многу страшно во било кое општество. Силата мора да биде во функција на паметот. Наметнато решение не е решение. А не може никако да биде. Силата мора да ставите во функција на правење на нешто добро, а не на нешто деструктивно. Затоа никогаш на силата не треба и да се даде во иста ситуација силата да одлучува за нешто. Таа ќе одлучува со сила. Значи, силата во секоја држава мора да биде строго ставена под контрола. Не се однесува тоа само во однос за војни конфликти и нешто друго. За било што е област на функционирање на одредено општество, силата мора да ставите во одредени рамки и да контролирате и точно да употребувате за корисни работи, а не деструктивни. Ако испоите силата и памет, страшна работа е тоа. Значи, затоа често пати имаме ситуација каде на сила се решаваат одредени работи. Тоа може така сила, тоа ти сила е сила, меѓутоа во одреден временски рок во иднина тоа нема да биде добро. Прашање колку е одржливо. Прашање колку и што ме на сила не може трајно одржливо да биде. Значи, затоа што не е производ на умот, на паметта, на визиите и така натаму. Да, генерале, за крај само уште едно прашање за вас, поврзано на некој начин со оваа тема, но не толку директно. Вие сте во пензија веќе одредено време, но претпоставам дека ги следите работите кои се поврзани со вашата професија. Како ви личи развојот на македонската одбрана во последните години или во последната деценија, еве да речеме, да заокружиме, не сакаме да даваме политичка конотација ово или оној, туку како еден развој подолгорочен. Како ви личи, како се развива АРМА, да речеме, еве како столб на одбраната? Мислите ли дека работите одат во добар правец? Па самиот факт дека ние отскоро сме помина една година како сме равноправна членка на НАТО, говори за тоа дека во армијата се постигнати одредени стандарди кои се потребни за да бидете членка на НАТО. Понатаму тоа и што се подобро и така натаму. Меѓутоа сега да не мислиме ние сме постигнале одредена состојба каде што треба да влеземе во НАТО и сме ги исполнили условите и сега ние статус кво и така натаму. Значи, видите, промените имаат почеток, немаат крај. Значи, постојано морате да ги согледувате одредени опасности, ризици, потреба од други способности и така натаму, и така да модифицирате самата армија. Дали ќе биде намалена, зголемена и така натаму. Што се однесува до нашата армија, сега е таква како што моментов треба да биде. Значи, доколку се процени во иднина дека ние треба да имаме поголем број или така натаму, тоа се тие врз основа на проценки, нели? Ќе има поголем. Ако треба да се намали, треба да се намали. Во моментов, според моје мислење, треба да се даде тежиште само на оние оперативните единици, оние што треба да бидат во функција и така натаму. Може би треба да се намали одреден број на персоналот, каде што се од оној дел што ние го викаме, што неборбениот дел, нели така, што вика во армијата. Тоа е работа на сегашните раководители во армијата, не би ја сакал да им се мешам, доколку ме повикаат, ќе кажам своje мисли.
И едно интересно прашање, соседна Србија најавува враќање на војниот рок. Се зборуваше ги кај нас за таа идеја, некои ваши колеги исто така кажаа дека тоа можеби не е толку лоша идеја. Што мислите вие? Да, јас сум еден од иницијаторите за враќање на војниот рок, така. Ама не со цел стварање некоја гломазна некоја армија и така натаму и стварање некоја војна моќ и сила и така, него од друг аспект. Прво за мене беше многу битно и сега е тоа што јас го бранев ова дека така треба да биде, да секој млад човек од 18 години треба да помине, значи во служба на државата, тоа не мора да биде само со пушка. Значи или може на други начини да дадеш на државата и така натаму. Ето, второ, тие млади луѓе ќе бидат од секаде, од сите краеви на Македонија и тие ќе бидат на едно место. Ќе живеат заедно, ќе спијат во една спална. Цел ден ќе се дружат, ќе се запознаат, ќе станат пријатели. Дали ви знаете дека сега има млади луѓе кои, еве да речеме од Охрид, не биле во Куманово или не биле во не знам каде и така. Тоа е многу чудна работа сега. Второ, тие познанства утре ќе испаднат одредени другарства, па разни бизниси ќе се отворат и така натаму. Следно, младите луѓе ќе се научат на ред. Значи, во која смисла на ред? Знаете, ќе мора да научат од мали да почитуваат некој воспоставен ред. Кога се они дома, не можат, на родителите им е многу тешко да ги научат на ред. Тој се соочат со одреден револт, нели, децата према родителите. Во војска се има одредени правила, прописи, мора да стане са вајлево, толку мора да намести кредитот, мора да направи тоа и така натаму. И друго, многу е важно младите луѓе да почувствуваат оружје, не дај Боже ако затреба, нели. Ние са голем дел од младите луѓе никој пат не фатиле пушка во рака, знаете, нема. И така. И е сега, дали тоа ќе биде, во која мерка ќе биде тоа, кој број ќе биде тоа, колку месеци ќе биде, тоа се е ствар на техника да го тоа направиме. Јас сум разговарал со многу млади луѓе да ви кажам, изненаден сум за тоа дека тие стварно го сакаат тоа. Предизвик има да тоа биде така. Порано, знаете, кога се служеше во Југословенската народна армија, луѓе кои не беа способни за армијата не се враќаат дома. Они некаде одат на друго место, па после година ден се враќа затоа што срамота голема била да не служел војска. Знаете, ама добро, тоа беше тоа издигнато на сосема друго некое ниво и така натаму. Ова се причините за кои јас се залагам и сега. И ние тука нема ништо, ништо нема да изгубиме, само ќе добиеме. Кој ќе направите анализите колку тоа би чинело, колку би коштало и така натаму, ќе видите дека се тоа занемарали одредени средства. А бенефитот е голем. Норвешки ден денес има регрутна обврска и тие служат, имат направен еден друг систем. Едни ќе бидат во единиците, други кои ќе се изјаснат, нели, за понатаму да бидат професионални војници, од нив и така натаму. Трети кои ќе служат по државните институции, ми се чини дека е 2 години таму, дека да даде нешто за државата и така натаму. И тоа е многу добро како принцип за стварање на едно здраво, силно општество и така натаму. Да. Генерале, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас што ме поканивте. Ова беше разговор со генералот Димче Петровски. Продолжуваме со емисијата за кратко, веднаш после паузата за реклама.